Да, добар ден од Битола. Во следните десетина емисии во ова издание на програма на градови со нашата гостинка Лидија Ангелкова, представник на Фондацијата Преда Плюс, ќе се осврниме на одржливиот економски развој со посебен акцент на стартап екосистемите. Ангелкова, во ова моја најава, вашата фондација, мислам, ќе препознае едно големо CV. Секако ви благодарам многу за можноста да разговараме денес на оваа тема. Можам да кажам дека нашата фондација Преда Плюс веќе постои повеќе од 20 години и работи на одржлив економски развој, меѓутоа она на што сме посебно горди во последно време се последните 5 години кога поинтензивно работиме на развојот на стартап екосистемот во Македонија и особено во градовите кои што се надвор од Скопје. Кога е во прашање Пелагонискиот регион, постојат ли доволни предизвици и кои се оние што да речам се сеќават? На почеток, кога почнавме да работиме со реализација на стартап програмите, беше многу голем предизвик да реализираме такви програми овде во Пелагонискиот регион, со оглед на тоа дека стартап екосистемот во Македонија е сконцентриран и повеќе развиен во главниот град и сите можности на луѓето кои што се нудат во однос на ваквиот тип на програми се концентрирани во главниот град. Пред во 2018 кога ние започнавме со реализација на програмата, тоа беше еден многу голем предизвик за нас и програмата започнавме со мотото и од Битола се може. Нашата прва стартап програма која што започна во Битола беше баш со ова мото, се со цел да покажеме дека од секаде од Македонија може да се развиваат стартапи. Среќни сме што навистина со таков ентузијазам влеговме тогаш во еден таква иницијатива и навистина можеби макотрпно и тешко, меѓутоа на некој начин успеавме да трасираме еден пат за луѓето кои што сакаат да се занимаваат со стартапи, да им понудиме можности за менторирање, за обука, за пристап до инвеститори и едноставно да ги отвориме вратите на стартап екосистемот, да ги донесеме поблиску до луѓето од овој регион што сакаат. Од тие 20 години постојање ги издвоиме овие 5 години. Кои се оние успеси што ги имате постигнато, што можете да ги издвоите? Во овие 5 години Преда Плюс реализира вкупно 8 стартап програми, каде што беа околу 90 на бизнис идеи, значи бизнис модели, бизнис концепти развиени, каде што учествуваа од прилика околу 180 индивидуалци во нашите програми. Исто така среќни сме што можам да кажам дека 47% од вкупниот број на луѓе кои што учествувале во нашите програми се жени. Возраста што се однесува е различна, имаме млади до 29 години, меѓутоа исто така и повозрастни луѓе до 40 години. Оние индикатори по кои што го мериме ние успехот секако, освен вмрежувањето кои што го нудиме на овие луѓе кои што се пријавуваат во нашите програми, пристапот до ментори релевантни за нивните области кои што ќе им помогна за развој на нивните идеи, секако дека се и финансиите. Финансиите што ги обезбедуваме преку различни програми како СИД фондови, ние досега преку овие програми околу 20.000 евра обезбедени се за СИД фондови за нашите стартапи, меѓутоа со гордост можам да кажам дека стартапите кои што поминале во програмите на Преда Плюс успеале да привлечат дополнителни пола милион евра за развој на нивните бизниси, било тоа од странски инвеститори, од фондот за иновации или други фондови. Она што ние сакаме да го нагласиме во нашите програми е дека верувајте, инвестиции и фондови за поддршка на бизниси постојат и ги има. Ние имаме пристап до тие фондови, меѓутоа секогаш не достигаат добри идеи развиени во добри бизнис модели. Она што ние го пружаме во нашите програми е баш водење низ тој процес на креирање на таква добра бизнис идеја и доведување до тие бизнис идеи, односно младите стартапџи кои што го започнуваат својот бизнис, да ги споиме со некои потенцијални инвеститори кои што би можеле да
вложат во нивните бизниси. Кои се оние индикатори, предиспозиции, да кажеме, што навестуваат или потврдуваат реализација на една успешна програма? Кога почнавме во 2018 за една стартап програма, имавме општи теми. Значи, имавме повици за да се вклучат стартап идеи во нашите програми. Немавме одредена тема во однос на програмите. И тука се развиваа бизнес идеи на различни теми. Меѓутоа, потоа увидовме дека може би е подобро да направиме стартап програми кои би биле тематски насочени, како што при крајот на минатата година направивме програма за финтек. Тоа е финансиски технологии во во финансиската индустрија. И сега што туку ни заврши еден дел од поддршката што ја дававме за Центарот за развој на Вардарски плански регион, таму реализиравме програма за туристички иновации, значи за иновации во туризмот, а сега што туку вчера веќе започна програмата за поддршка на стартап идеи во Агритек и Туртек. Значи до крајот на годината планираме да се реализира и оваа стартап програма која што поддржува бизниси за развој во земјоделието и во индустријата за храна и туризмот. Значи. Последниве години живеево сведоци сме на тоа дека многу млади ни се селуваат. Колку тоа иселување влијае на обемот на работа и плановите ваши? Секако дека влијае, младите го бараат излезот надвор од оваа држава. За жал, меѓутоа можам да кажам дека можеби ќе звучи како клише, меѓутоа светот е денес едно глобално село. Зошто го велам тоа, бидејќи многу често идеите кои што се раѓаат на едно место можат да се реализираат насекаде во светот. Многу често тие високо развиени технолошки идеи кои што доаѓаат, пазарот не е концентриран само во оваа држава, туку пазарот е насекаде во светот. Така да можам да кажам дека младите луѓе кои што имаат иновативни идеи и добар тим, ова ќе го нагласам, бидејќи многу често доаѓаат луѓе со многу добри идеи, меѓутоа нема добар тим за целата таа реализација на таа бизнис идеја. Таквите идеи имаат можност да се развиваат, да имаат пристап до одредени фондови и сметам дека иако е проблемот со луѓето се иселуваат и не сакаат да живеат во овие услови кои што ги пружа оваа држава, меѓутоа можам да кажам дека се уште има луѓе кои што имаат навистина иновативни идеи, кои што имаат што да понудат за развој на економијата тука, која што не е врзана само за економијата во нашата држава, туку и општо со глобалната економија. Ги спомнавте фондовите. Научивме ли веќе што да аплицираме кога се во прашање оние поголеми меѓународни фондови? За жал, апсорбцијата на фондовите од Европската Унија и од другите фондови е се уште на многу ниско ниво и можам да кажам дека луѓето кои што имаат некакви бизнес идеи, најчесто идејата останува врз основа на идеја, бидејќи немаат правилен начин да таа идеја ја преточат во апликација која што ќе биде, можам да речам, добра за аплицирање во било кои фондови. Она што Преда Плюс го нуди преку овие програми е баш менторство, односно знаење во поглед на креирање на такви бизнис модели и начини на кои што ќе им помогнеме на овие стартапи, на овие луѓе со такви идеи да дојдат до инвеститори. Морам да напомнам дека со оваа програма која што во моментот сега се реализира за Агритек и Туртек, имаме 10 стартапи кои што се во оваа програма. Кога ќе ја помина таа програма, значи во текот на наредните неколку месеци, тие ќе имаат можност да аплицираат во грантовата шема на ГИС, тоа е меѓународна германска организација, која што нуди финансиски грантови до 50.000 евра. Затоа сакам да нагласам дека фондовите се тука, меѓутоа треба насоки, начини, поддршка да овие бизниси дојдат до здрави инвестибилни бизнис модели кои што ќе можат да аплицираат во ваквите фондови. Водите ли некоја статистика колку од таа идеја до реализација е преточено до сега?
Имаме статистика секако и водиме такви статистики во Преда Плюс. Досега имаме, значи, 98 бизнис модели веќе развиени од сите стартап програми кои што биле кај нас. И за на крај, плановите во иднина? Плановите во иднина се сега да ја завршиме програмата за Агритек и Туртек и секако планираме понатаму и развој на други програми со слична методологија која што им ќе помогне на стартапите до пристап до нови фондови, до менторства и други важни работи кои што се битни за развојот на нивните бизнеси. Ви благодарам што бевте гостин во емисијата. Ние тука се одјавуваме од текот нидната недела со нови линковски вклучувања од Битола студио.